Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме за раст на бактерии, односно за бактериски раст во стационарна култура. Значи, како што рековме, да се повториме повторно, значи една бактерија се размножува со бинарна делба и се добиваат две бактерии. Сега да речеме дека сме ги ставиле бактериите во некој си затворен сад, значи имаме некој затворен сад и сега ги имаме тие бактерии кои си растат, нели ќе почнат стануваат поголем и поголем број. Ама тие, бидејќи имаат собствен метаболизам, испуштаат некои метаболити кои се крајни продукти на метаболизмот, некои отпадни продукти, кои ако е затворен садот, тие ќе почнат да се акумулираат. Така. И сега ти нормално не би сакал да живееш во своите отпадни продукти, бидејќи се штетни, затоа и се изфрлаат. И сега, ако тоа е случајот, дека се насобираат отпадни продукти и дека се губи неопходниот фактор за раст. Да речеме, овдека имаме некои бактерии кои се размножуваат, ама за да се размножуваат потребна им е, не знам, да речеме глукоза, и сега глукозата ќе ја бележиме овдека со портокалова боја. И они ќе се размножуваат се додека има глукоза, така. Се размножуваат и на крај искористат целата глукоза и плюс се насобираат отпадни продукти кои не се отстрануваат. Тоа всушност е стационарна култура. Значи, култура која се наоѓа во еден затворен систем, во која нема додавање на материи, нема вадење на материи. И сега во еден таков систем, ако оставиме бактериски раст да се одвива, добиваме една класична крива. Значи, ако го нацртаме вака кој еден график, каде што ова е време, ова крива би била раст на бактерии, значи ова е раст, ова е Т, само што требаше да го направиме мало Т. Тогаш би добиле една крива која наликува на овој начин. Значи, први имаме раст, стигнуваме на некоја си точка и после паѓа кривата. Сега да објасниме всушност оваа крива и што се случува. Главно можеме да ја поделиме на 4 фази. Значи, сега ќе ги бележиме вака, па ќе ги објасниме. Тука и последната е ова целото. Така. Значи првата фаза се нарекува лаг фаза, значи може да се ако сте играле некои игри, знаете дека лаг е кога не знам, кочи кога има низок број на ФПС или споро, да го наречеме некако, ама всушност се нарекува на македонски фаза на колебање. Ќе објасниме понатаму што се овие значат. Имаме лог фаза, која всушност доаѓа од лог како логаритмиска функција, бидејќи расте експоненцијално. Имаме стационарна, значи или фаза на застој, значи стационарна. И последната е фаза на изумирање. Значи ќе напишеме како смрт. Добро, ајде сега да ги објасниме секоја фаза поединечно и напрво ќе започнеме со лог фазата, односно лаг фазата, односно фазата на колебање, каде што таа всушност може да речеме фаза на адаптација. И интервалот во кој трае таа фаза е всушност од инокулација, значи од внесување на материјалот, значи од инокулација, ќе напишеме само инокулација, се додека не се постигне максималниот степен на раст. Значи макс Р нека биде максимален раст. Сега тоа не значи дека ќе има најголем број на бактерии, него ќе се засити брзината. Зборевме минатите видеа, дека ќе се постигне максимална не заситеност, него тоа е заситеност односно на ензимите, ама максимална брзина која може да се одвива. И од кој ќе се постигне таа максимална брзина, нормално имаме големо покачување за краток временски период на бројот на клетки. И сега да видиме зошто и всушност се нарекува фаза на адаптација, бидејќи времето за постигнување таа максимална брзина зависи од многу работи, бидејќи клетките прехрана мора да се адаптираат. Сега тоа зависи дали прехрано сме ги внеле, значи сме ги инокулирале од некоја стара култура. Например, ако биле стари или и на некој начин истрошени унаводници, и ова сепак унаводници стари, ќе им треба подолго време дури да постигнат максимален
максимална стапка на раст. Тоа е бидејќи ќе треба да синтетизираат нови РНА молекули, така, нови РНА, нови протеини, нови ензими, рибозоми, за да се адаптираат на новите услови. Односно, да речеме, ако во минатиот супстрат користеле глукоза, иако овие бактерии, например, би можеле, некоја си бактерија, да користи и глукоза, и лактоза, и сахароза, пример. Например, во минатиот субстрат користеле глукоза, а во новиот субстрат во кој сме ги ставиле, има лактоза. Значи има лактоза. И сега за да искористат лактозата, тие треба да синтетизираат нови ензими, значи треба да синтезираат нови ензими за да може да искористат. И тоа ќе одземе време нормално и затоа фаза на адаптација би можела да трае подолго. Или пак например во минатиот субстрат температурата била, не знам, да речеме те било некоја пониска температура, а во новиот субстрат те е повисока температура. И за да се справи со тоа ензимите ќе мора да претрпат некоја промена. Исто е една интересна работа да се напомене, например, ова што го спомнав примерот, дека ќе премине од глукоза на лактоза, ова често и се нарекува диауксија, бидејќи се случува еден вид двојно растење. Например, ако го нацртаме како на график, значи тука имаме график, на почеток расте популацијата користејќи глукоза, ама на крај се троши глукоза и наместо да почне да паѓа популацијата, таа кратко ќе почне да паѓа, ама синтетизираат нови ензими и сега почнува да користи лактозата и пак почнува да расте популацијата. Значи тоа е еден двоен раст, како што можеме да видиме, значи има еден раст и после има втор раст. Добро, тоа беше прилика кратко за фазата на адаптација, или на колебање, или лаг фазата. Сега да преминеме на наредната фаза, ќе ја бележиме со виолетова боја. Тоа е лог фазата, која е просто лесно ја се објасни, едноставно клетките веќе се постигнати во нивниот максимален степен на делење или дуплирање, значи од една клетка се добиваат нели две. И при тоа нели се синтезира постојано протеини, за да се формираат нови клетки, ензими и така натаму. Сега овој степен на делење, како што спомнавме во минатите видеа, зависи од секој вид на бактерија. Например, Escherichia coli при 37 степени Целзиусови се дели на отприлика 20 минути е генерацијското време, но овие вредности би биле различни за секој вид на клетка. И лог фазата, логаритмиската, односно експоненцијалната фаза, можеме да забележиме дека додека трае таа, всушност се акумулираат отпадни продукти. Значи отпадни продукти се акумулираат кои не се потребни, но се уште во таа фаза не се доволно акумулирани за да предизвикаат некаков застој. Но сепак при крајот, значи веќе како што иде повеќе време како што поминува, како што се зголема популацијата, се забележува заматување. Значи ако имавме на епрувета и сега да речеме ево експоненцијалната фаза, полека, ако на почеток започнеме со некој, да речеме, прозирен раствор, вака да направиме, значи ќе направиме вака и со кофата. И сега ако започнеме со некој прозирен раствор, полека ќе почне да се заматува, значи ќе биде маце по-темен, уште потемен. И ова е важно, особено во индустриите, да се знае кога почнува да се искористува хранливиот материјал и кога се заситува многу смесата со отпадни продукти, зашто ќе збориме во наредното видео. Односно ќе збориме зошто ова е важно. Но отприлика тоа е логаритмската, односно експоненцијалната фаза. Си се делат клетките, расте многу брзо популацијата. Ама ова секако не може да се одржува до бесконечност, иначе нели бактериите би биле насекаде. Мислам, они се насекаде, ама би биле во огромен број. Кога ќе стигнат до одреден степен на раст, значи веќе почнуваат, како што зборавме на тоа видео, да ги трошат сите ресурси кои им се наоѓаат во твојот сад. Например, имаме една клетка и таа, значи, го користи кислородот, пример ако е облигатен аероб, испушта CO2, го користи шеќерот, например, користи глукоза. Ајде да си продолжиме со зелена боја. Значи користи глукоза. И исто и таа, например, ја конвертира у CO2 у ATP. И со тек на време ќе се потроши кислородот, ќе се потроши глукозата, а ќе се акумулира CO2. И тоа не е добро за клетки, значи веќе се успорува и при крајот на лог фазата се успорува нивниот раст.
и они на некој начин ќе преминат во мод на штедење, би го нарекле, каде што ќе почнат да си ги користат своите резервни материи. Значи, речеме дека ако има некои резервни материи, некои протеини кои веќе не се функционални, не се потребни, ќе се искористат за добивање енергија, ама тие повторно ќе формираат некои отпадни продукти. Ама колку може ќе проба да се одржува во живот што е можно подолго. Некои бактерии тоа може да го прават подолго од други, зависи од нивната чувствителност сепак. И сега оваа фаза некогаш е многу важна во биотехнологијата, бидејќи клетките, иако имаме значи клетка која нема да се дели на други две клетки, таа сепак во себе се уште содржи ензими, кои се всушност многу добри катализатори и преведуваат една супстанца во друга, просто кажано. И овие клетки кои нема да се делат може да се користат всушност за претварањето на супстанца во друга. Едноставно ќе внесеме супстанца X и ќе добиеме супстанца Y. Затоа оваа фаза некогаш во биотехнологијата се нарекува и идио фаза. Но сепак и тоа не може да трае, нели? Трајно сепак на клетката и треба енергија, треба да се содржува некаде и требаат продукти за да одржува метаболизам и ќе настане фазата на смрт, односно фазата на умирање, каде што ќе почне да изумираат некои, значи ќе се намали нивниот број, некои клетки ќе формираат спори, значи речеме дека ќе направи спори. Добро, нема да направи повеќе спори, една спора ќе направи. И така, некои клетки може да бидат искористени од страна на други клетки за да преживеат подолго, ама и тие со тек на време ќе умрат неизбежно. И со тек на време сите ќе се уништат, некои се уништуваат и самите по себе. Значи си автоматски самата клетка си прави ензими, чии ензими ќе ја уништат клетката, автолизини. Како на некој начин прави самоубиство да не умре од глад, да не речам. Добро, тоа беше се што требаше да знаете за 4 фази на раст на бактериски култури во стационарна култура. Се надам дека научивте нешто ново. Ќе се видиме во наредното видео.